Драги ученици, денес ќе се запознаеме со уште 3 нови ракописни букви од македонската латиница. Тоа се букви за карактеристичните гласови од нашиот јазик. За да добиеме знаци за запишување на овие гласови во македонската латиница, треба да извршиме мала измена на веќе постоечка буква, по принципот на пишување во кирилицата или да комбинираме две различни букви кои се употребуваат во латинското писмо на другите јазици. Погледнете го видеото за да видите за кои букви станува збор. Ни останаа уште неколку букви, за да научиме да ги пишуваме сите букви од латинското писмо. Денес ќе се запознаеме со уште 3 нови букви. Најпрво ќе започнеме со гласот кој е карактеристичен за нашиот јазик. Тоа е гласот Г. Во кирилицата, гласовите Г и Г се пишуваат со многу слични знаци. Знаеме дека Г се пишува вака, а Г се пишува вака. Пишувањето на буквата Г во латинското писмо ќе биде на истиот принцип. Ако Г латиница се пишува вака, тогаш Г ќе ја добиеме кога ќе ја допишиме уште ова цртичка горе. Големата латинска буква Г. Истото правило ќе важи и за малата латинска буква Г. Ако Г се пишува на следниот начин, тогаш Г ја запишуваме исто, само ја додаваме цртичката горе. А сега ќе се запознаеме со уште 2 нови букви кои се добиваат со комбинирање на веќе изучените букви. Како ќе ги запишеме гласовите Л и Њ со латинични букви? За да го направиме тоа, ќе комбинираме букви кои што веќе ги знаеме. За буквата Л ќе ги комбинираме буквите Л и Ј, а за буквата Њ ќе ги комбинираме буквите Н и Ј. Односно, големата латинска буква Л ќе ја запишиме на следниот начин. Л, Л, а малата ќе ја добиеме со комбинирање на малата буква Л и Ј, односно малата Л. Големата Њ ќе ја добиеме со комбинирање на големата буква Н и веднаш до неја ја запишуваме Ј, односно големата буква Њ, а малата ќе ја добиеме ако ги комбинираме малата буква Н и малата буква Ј, односно Њ. Ѓоко. Ѓум. Љупка. Љубов.
Нью Йорк, конј. Еве еден интересен начин на кој што ги запишавме зборовите, кои ги содржат новите латински букви со кои се запознавме денес. Тука не е запазено правилото за пишување од лево надесно и одгоре надолу, но затоа се запазени правилата за убаво поврзување и обликување на буквите. Доколку ви се допадна сликата што ја направивме, тогаш ви предлагаме да го направите и вие истото на свој оригинален начин. Секако, за подобро да запомните како се запишуваат новите букви, земете лист хартија, молив и вежбајте убаво пишување. Напишете зборови во кои новите букви се среќаваат на почетокот, во средината и на крајот од зборот. Не брзајте и убаво поврзувајте ги буквите во зборовите при пишување. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме на вниманието.